Добре дојдовте во нов Асном. Во овој месец дена што изминува, не имавме еден ураган од позитивни економски вести, кои владата ги форсира, отварајќи патишта, магистрални делници, железнички пруги, возобновување на железнички линии и така натаму. Владата цело време нам ни се прикажува како еден добар економски промотор кој ќе постигне добри економски резултати. Јас им пожелувам се најдобро и се надевам дека тоа ќе биде така. Но нивното тврдење иде до таму да неодамна имавме изјава на господинот Александар Николовски дека оваа година Македонија ќе биде број 1 со економскиот раст во регионот. Ова мене ме потикна да видам, да направам една споредбена анализа за растот во регионот, како и за предвидениот раст што го има владата, а кој е проектиран на нашиот БДП, кој е проектиран за 3,7% од раст за оваа година. За таа цел, го споредив тој проектиран раст кој го одреди владата, заедно со растот што го проектира Народна банка, Стандарден Пур и Светската банка. Така да, на 8 ноември, Народната банка ги презентираше макроекономските презентации, во кои истите макроекономски презентации кажат дека оваа година во 2025 ќе имаме раст од 3,3%, помалку од владиниот. Но тука не застанав. Отидов, го погледав резултатите на проектираниот раст од Светска банка и тој за 2025 година е проектиран на само 3%. 0,7% помалку од проектираниот владин буџет. Но тоа не е се. Последните информации што дојдоа од Министерството за финансии, кој исто така кажува дека Standard & Poor's дава, тоа е кредит рейтинг агенција која дава секои 6 месеци анализа на економиите, а своествено дава и проектиран раст на економиите за нашата економија за 2025 година. Standard & Poor дава 2,9% раст. Значи, од една страна имаме владата која оптимистички кажува дека ќе имаме најголем раст, поголем од претходниот, се пренесува про бизнес и ориентирана кон градење на подобра економија, што јас им пожелувам се најдобро и сакам да ја видам Македонија подобра, но од друга страна имаме една друга сурова реалност во која што кредит агенциите, Светската банка и Народна банка кажува дека ќе имаме помал раст. И во овој контекст на вас ви оставувам да видите кој е во право, дали владата или соодветните агенции Светска банка и Народна банка. Но тука не застана мојата анализа. Направив исто споредбена анализа, затоа во однос на каков ќе биде растот на нашата економија во однос на другите економии во регионот. Нели господинот Николовски тврди дека оваа година Македонија ќе биде број 1 со економски раст во регионот. Така да со последниот извештај на Светската банка кој беше, чинам негдека првата недела јануари, можеби и втората, истата даде една споредбена анализа за европските и централни азиски држави, во кои Македонија се предвидува дека ќе има најмал раст во регионот. Така да, во Србија растот оваа година се очекува, економскиот раст се очекува да биде 4,2%, во Албанија и Црна Гора 3,5%, Босна и Херцеговина ќе биде растот 3,2%, а Македонија е последна во економскиот раст. И тука се одгатнуваат и се гледаат лагите на владата, која се сака да се прикаже успешна и несомнено има резултати. Дава резултати, ги прикажува тие резултати. И јас сакам тие резултати да бидат поголеми, но од друга страна реалноста е многу посурова. А тоа е дека оваа година Македонија ќе има најмал економски раст во регионот, према Светската банка. Но да видиме како било до сега. Дали Македонија и од кога влезе во НАТО,
се остварија тие предвидувања дека со влезот на НАТО нашата земја ќе има поголем економски раст. Тоест, дали овој раст сега што се предвидува на економијата на најмал во регионот е само една случајност или е консистентна перформанси на нашата економија. За таа цел, јас отидов во датабазата на Светската банка, која што ги зима податоците од статистичките податоци од националните статистики и направив една споредбена анализа. И таа анализа ја направив чисто онака да знаеме какви се нашите резултати од кога влеговме ние во НАТО. Тоест, дали она што нас не убедуваа дека ќе се случи поголем економски раст, благосостојба, така и се случи. Така да ги земав резултатите од 2021, 2022 и 2023, ги споредив економиите од регионот, Централна и Источна Европа и трите балтички земји. И погодувате, ние имаме најмал економски раст од сите. Од сите. И ова е само тестамент за успешната политика која нашите ја водат на политичко и економско ниво. Во тој контекст може да се имаме минимум 4 заклучоци. Првиот е дека и покрај силната пиар кампања што Мицковски и неговата влада ја водат, која таа кампања дека се пробизнис, раст на економијата, ќе има благодетот само што е тука негдека, за жал, неговите економски политики до сега, како што е лимитирање на трговската маржа и спорото инвестирање на унгарскиот кредит, донесуваат до катастрофално лоши економски резултати кои резултираат со најмал раст во регионот, а они тоа го прикажуваат како најголем. Исто така, во тој контекст, имајќи во предвид дека во последните 3 години нашиот економски раст беше најмал во регионот, споредбено со Западниот Балкан и Централна и Источна Европа, заклучокот дека нема разлика во работењето меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. И поред тоа што таа силна желба и таа силна кампања што ВМРО-ДПМНЕ води дека има голема разлика, дека со самото тоа што ќе дојдат они ќе се борат против корупцијата и ќе носат нови проекти, ќе имаме поголем економски раст. Вистината е сурова, таа е поразителна за сите нас и, за жал, се креираат лажни вести каде што се креира една лажна перцепција за нешто што е не. А статистиката и емпиријата го потврдува ова. Но, тоа не е се. Мора да се знае дека во тој контекст македонците се историско излажани за нивната иднина од политичките партии, разни невладини организации, странски амбасади, лажни аналитичари, медиумска кампања, ваква, онаква или таква. За потсеток, сите тие не уверуваа дека со нашето влегување во НАТО ќе се обезбеди благопријатни услови за поголем економски раст, каде што безбедноста ќе се зголеми, а со тоа ќе се креираат подобри можности за зголемување на странските инвестиции, како и домашните инвестиции, ќе има помала корупција и ќе има поголема благосостојба. Апсолутно неточно. Тоа е најголемата лага што македонскиот народ е излажан. И тоа е резултат на погрешните политики што до сега се водене и од едната и од другата политичка страна. И уште позначено е дека со смената на уставното име смената на уставното име представуваше една иницијална каписла за нови политички уцени од страна на ЕУ членките, како што се Франција, Бугарија и Грција, и ние се најдовме во едно неподнослива подчинета состојба во однос на Грција и Бугарија, кој политички не изолира од патот на ЕУ.
Во тој контекст, логичен е заклучокот дека со промената на уставното име немаме ниту политички бенефиции, затоа што сме заглавени во ЕУ чекалната, ниту па економски. Од кога влеговме во НАТО, имаме најмал раст, економски раст во регионот. И тоа не е доведо, и тоа не е се. Има тенденција да не носат жедни преку вода, а тоа го објаснува и релевантните показатели. Например, за 2024 година буџетот што го одвојуваме од Министерството за одбрана е 5,85%, од кои 5,85%. Надвор од тие пропишани 2%, ние, верната дружина на НАТО, која против нашето политичко волја не втурија во НАТО, сега издвојуваме рекорден број на средства во НАТО, од кои само за капитални инвестиции се одвојуваат од прилика 110 милиона за да се полнат буџетите на западните наши сојузници од кои што купуваме оружје. Ова е резултатот на тоа осиромашување додатно на нашата земја која води до помал економски раст. И сега тука да комплетираме таа една слика. Во услови кога ние немаме една депонија за соодветен и модерен третман на отпадот, каде што нашите болници се лошо кадровски и технички опремени, каде што нашите деца одат во вецињата во школите на чучавец без можност да се избришат со тоалетна хартија и сапун за вода, и каде што нема доволен број на спортски сали во школите. Исто така, каде што третманот на отпадни води и фекалиите се излеваат во нашите реки и нема соодветни пречистителни станици, ние одвојуваме преку 100 милиона на година, преку 110 милиона година после година, веќе 24 и 25 се утврден буџетот за купување на странско оружје. И што е најопасно, во буџетот од оваа година, што владата го предвидува, ние имаме потенцијално предлог зголемување за 50% за купување оружје за нивната година. Тоа е една потврда за катастрофалната економска политика која се води во Македонија од кога влеговме како членка на НАТО, каде што се повеќе се осиромашуваме, а каде што имаме најмал економски раст во регионот. Во тој контекст потребни се неколку промени, тоест неколку промени кои ќе донесат до поголема економска благосостојба на нашиот народ. Нов Асном предлага логично и економски мерки кои имаат за цел враќање на достоинството на македонецот и креирање на претпоставки за зголемена економска активност која ќе резултира со поголем економски раст од досегашниот и со зголемување на стандардот на граѓанин на македонецот. Во тој контекст, прв услов и прво нешто што треба да се направи е да се прекине преспанскиот и бугарскиот договор како услов за враќање на достоинството на македонецот и создавање на нови предуслови за јакнење на духот и свеста дека ние можеме да се изградиме Република Македонија со сопствени капацитети и со оглед на економските ресурси што ги имаме. Ово е многу битен аспект, еден морален аспект, еден мотивирајќи аспект за да ние си ја градиме оваа држава. Зашто што јас прашувам, дали сакате вие да ја градите северна или сакате да ја градите Република Македонија? Тоа е изборот. Од друга страна, како друга мерка што мора да се направи е да се подпише трговски договор за слободно безцарински трговски договор со Република Кина, каде што 10% од нашиот увоз доаѓа и поголемиот број на производи се за широка потрошувачка кои ние ги користиме. Со тоа ќе се створи препоставка за да се смалат цените на увозните кинески продукти, а со тоа да се зголеми
директно ќе има благопријатна состојба за зголемување на стандардот на сите нас. Како следно е прекид на следење на оваа безсмислена надворешна ЕУ политика во која што се врзавме, која што се обврзуваме, и ние во овој момент нашата надворешна политика е врзана со ЕУ политиката. Тоа треба да се прекине. Како прво, немаме преговори со Европската Унија, а како второ и уште позначено е затоа што во Европската Унија владее дискриминација. Оваа дискриминација нофасно ја покаже и докаже дека е системска, затоа што заедно со дел од нашата диаспора и со Македонскиот клуб за етничка толеранција од Благоевград имавме представка во Европската комисија која ја одби, а исто така ја тужевме Европската комисија пред судот на правда кој го разгледа случајот и кој негативно одговори на нашето барање, а со тоа потврди дека дискриминацијата на македонците во Грција и Бугарија е системска и нема ние што да ги следиме надворешната политика на Европската Унија затоа што нивните вредносен карактер е спротивно од нашиот овдека што го градиме. Тоест, овдека ние гарантираме секакви права за било каква етничка заедница, додека во Европската Унија владее дискриминација врз македонците и врз сето тоа ние ја следиме нивната надворешна економска политика. Тоа не треба да биде случај. И за крај, апропо на тоа, потребно е да се разгледа и да се имплементира прекин на санкциите со Русија, затоа што откога се имплементира санкциите на Русија врз Русија, ембарго на нашите продукти, ние имаме пад на извозот на овошје за 85%. Тоест, нашите овоштари имаат проблем да го пласираат своето овошје. А исто така, имаме пад на извозот на тутун и извозот на машини. Ова е мерка и оваа мерка е резултат на фактот што и поред јаките санкции врз Руската Федерација, поголемиот дел од Европската Унија се уште тргува со Руската Федерација на директен и индиректен начин. И ние треба да ги прекинеме исто така овие мерки. Овие конкретни чекори се само првични чекори кон ослободување на политичките и економски стеги кои ние се најдовме како резултат на подпишувањето на Преспанскиот и Бугарскиот договор и како резултат на безсмисленото следење на европската политика, на европската надворешна политика. Сето ова ќе донесат предуслови за поголем економски раст, поголем од досегашниот и поголем раст во однос на нашите соседи, кои што потенцијално ќе донесе до поголема благосостојба. Јас ви благодарам и ви пожелувам се најдобро.